За историски најголемиот грабеж во НЛБ од 3 милиони евра, трезористот Бобан Смилевски е казнет со 9 години и 2 месеца затвор. Кривичен суд огласи уште тројца за виновни за кражбата, а каде завршија украдените пари нема одговори по судската разрешница. 6,5 години затворска казна судот му изрече и на братот на Бобан Горан Смилевски. На двајцата им се ставаат на товар тешка кражба и затајување. При изрекувањето на казната земени беа предвид олеснителните и отежителните околности, при тоа не беше посочено каде се парите и дали ќе ги вратат. Беше образложението на судот за висината на казните. Токму поради тоа, кривичен го задолжи трезористот Смилевски во рок од 1 година да врати приближно 3 милиони евра и за тоа ќе му конфискува имот. Барам од судот овој случај да го третира како и сите други случаи, посебно ова дело тешка кражба. Во 90% од случаите предметите не се вратени, па тоа не е сметано како отежителна околност во овие размери. И поради тоа не било изречена ваква затворска казна за ова дело. Обвинетите се задолжени да ја надоместат штетата која што беше опфатена со обвинителниот акт, а заради надоместување на истата од Бобан се одзема станот во кој што живее, кој што е во негова сопственост. И 2 негови возила. Освен Смилевски за тешка кражба со 5 години и 2 месеца е казнет и Борис Минчевски, кој според обвинителството со возило марка Голф ги транспортирал парите. Најлесно помина кумашинот на Смилевски и трезорист во НЛБ Мирослав Каевски. Кривичен му изрече условна осуда и 2 години затвор му се заменуваат со слобода, ако во наредните 5 години не го повтори делото. Сите четворица на минатото рочиште ја признаа вината. Прво обвинетиот им се извини дека несвесно ги вмешал во тешката кражба, затоа што некое време тој и семејството биле под сериозни закани да врати стари долгови. По денешната пресуда обвинетите најавуваат дека ќе се жалат до повисоките судови со очекување дека ќе поминат полесно.